Половина од водата за пиење на јавните предпријатија им исчезнува во системот. Загубите на чиста вода за пиење во источниот регион се движат од 45 до 60%, што е алармантно. Ако во регионот потрошувачката на вода во летните периоди изнесува околу 1000 литри во секунда, ова значи дека дури 500 литри секоја секунда завршуваат како загуба. По општини, најмногу вода за џабе истекува во Кочани и Пробишти по 60%, а блиску до нив се и Берово со 54% и Делчево со 52%. Загуби имаме веćinom кои се должат на дефекти во канализационата во водводната мрежа која е поголем дел дотраена. Загуби имаме и во текот со почнувањето на летните температури, зголемувањето на летните температури, загуби имаме од поради несовесни корисници, диво приклучени, но во текот на летото ќе бидат преземени акции за нивно откривање и намалување на непрекладуваната вода и установување на загубите по тој основ. Со најмала загуба на вода во регионот се Виница и Штип, каде загубите се пресметени на 47, односно 45%. Досегашните анализи покажале дека најголемите загуби овде се резултат на нерационалното трошење на водата, нешто што го забележале и самите граѓани. Ние како и за се што не сме одговорни и за тоа сме неодговорни, ние граѓаните. И за хигиена, и за вода, и за се. На развиените земји постои на допълнителна индустријска вода, која се користи за наводнување на бавчи, на лози и на тие работи. И кај нас, нажалост, она не направени, затоа се троши онаа вода што ние пиеме како таква. Па не би требало со таа вода сега што е за пиењето да се троши, од водата е еден вид веќе у светот и ја нема за пиење. Сегде се купува, кај нас тука е веќе меѓу најчистите, најдобрите води, треба се штеде, да не се наводнуваат бавчето со таа вода. Токму и поради ова се најавуваат засилени контроли од страна на јавните предпријатија за тоа каде и како водата се троши. Веќе во текот на оваа недела започнуваат активностите за следење на потрошувачката на граѓаните, опоменување на граѓаните кои ненаменски ја користат водата, пред се мислам за наводнување на зелени површини и секако контрола на нелегалните приклучоци. Секако многу вода истекува и низ старите и дотраени цевки, посвен кај граѓаните, вината за загубата и кај самите предпријатија. Токму и поради ова голем дел од нив најавуваат интензивна реконструкција на водоводните линии. Само во Штип поради ова лани се сменети или поправени околу 3 километри водоводна линија.